Professor Dietrich, to accept me like a guest. I always said that I'm saying also to кој поддржувач на европскиот концепт на партнерство со високорангираните универзитети и бизнисот што работи студирај, зашто особено благодарност време да ги поделиме извршното образование и теоретското универзитетско образование. Поздравам прво домаќинот, почитуван господин Синиша Наумовски, директор на Институтот за бизнис и менеджмент Heidelberg, оддел во Скопје. Sehr geehrter Herrn Ulrich Zeitel, председател на деканската управа на Институтот од Heidelberg во Скопје, почитувана господја Анита Бежовска, гувернер на Народната банка во Република Македонија, почитуван председател на Стопанската комора на Република Македонија господин Бранко Азески, почитувана господја Нора Алити, председател на Комисијата за хартија од вредност во Република Македонија, почитувани професори од Универзитетот во Heidelberg, почитувани дами и господа. Пред се сакам да искажам дека ми представува особена чест и задоволство во името на владата, во името на премиерот кој што ве поздравува вечерва и во моје лично име да ве поздравам и да се обратам на овој собир, кој што ценам дека еден од правите настани во кој правец треба да се одвива соработката на македонското образование со образованието од светот, а посебно од Германија. На почеток само една мала корекција. Ја дел од мојот докторат не праве во Heidelberg, за жал, праве во Ахен. Меѓутоа, без разлика на тоа, Ахен и Heidelberg се едни од најстарите универзитети во Германија и сум имал прилика да го посетам универзитетот во Heidelberg, но бев во Ахен. Би сакал да кажам неколку збора на почетокот за пошироката слика, а после тоа ќе се задржам и конкретно на образованието и важноста на образовниот процес. Големата слика, господинот Наумовски, почитуваниот професор, веќе кажа неколку збора околу тоа, како се пораснати директните странски инвестиции во земјите кои што станале членки на НАТО. И јасно тоа покажува дека НАТО и членството на Европската Унија не значи само безбедност, не значи само безбедносен систем. Тоа многу повеќе значи во крајна линија економија и многу повеќе значи квалитетен живот на граѓаните во Република Македонија, а уште повеќе достигнување на стандардите на тој живот од земјите кои што се веќе членки на тој сојуз. Ако зборуваме широко за економијата, треба да кажеме дека за сите предприемачи во светот најважно е пред се владење на правото, второ стабилноста на државата и на трето место е инсентивот, односно поволностите кои што државата ќе ги даде за правење бизнис во таа држава. Кога зборуваме владење на правото, тоа доаѓа како едно од поглавјата на Европската Унија или да не речеме како еден од услов без кој што не се може и јасно тоа мора да биде подобрено. Што се однесува до стабилност на државата, поготово за мала држава како што е Република Македонија, секако значи да се биде дел од еден поголем безбедносен систем, а светот во моментот, а посебно регионот во кој што ние се наоѓаме, не познава друг систем кон кој што можеме да припаднеме, освен НАТО и секако Европската Унија, каде што и географски природно припаѓаме. Ова е предуслов за секој инвеститор да се чувствува безбеден и сигурен да дојде во Република Македонија. Инвеститорите кои што до сега доаѓа веруваа во оваа држава, јас се надевам дека тие не се изневерени од незе, меѓутоа сите идни инвеститори што ќе дојдат ќе имаат дополнителна гаранција и со самото тоа бранот на инвестиции ќе порасне. Можам само слободно да ви кажам дека со самата политика на владата, која што ги затопли односите со сите соседи и која што покажа јасен сигнал дека сака да ги направи сите потребни и нужни чекори да стане член од Европската Унија и НАТО интеграциите, веќе во првата полугодие од оваа година 2018 имаме странски инвестиции 3 пати повеќе од претходната година во истиот период или повеќе од било која година од претходните 4-5 години ако го споредим истиот период. Пазете, тоа е само со најавата, без да станеме на вистина членка на НАТО и на Европската Унија. Јасно, овие бројки кажуваат кое е значењето на
овие интеграции за нашата држава, тие се значајни за било која држава, меѓутоа се уште позначајни за малите држави како нас. Бидејќи Европската унија и НАТО можат да преживеат и опстанат и без Македонија. Меѓутоа Македонија нема да биде земја во која што ќе има квалитетен живот, таков како што може да има без да биде членка на овие значи унии и на НАТО и на Европската унија. Сега би се фокусирал малце што тоа значи за младите луѓе, бидејќи темата денеска е управо тоа. Еве што значи од прилика. Ќе зборам во два аспекта. Првиот аспект е за странските директни инвестиции, а вториот аспект што мислам исто така дека е важен, ако не и поважен, за развојот на домашната економија и домашните економски субјекти. Бидејќи нема да постои успешна економија ако нема и домашни предприемачи. За да вие развиете економија и индустрија во една држава, потребно е да бидете конкурентни во светот. А тоа е уште попотребно ако сте мала држава, бидејќи развојот на било која индустрија само за македонски пазар, поготово кога тој пазар е на 1,5 милиони луѓе ограничен или 2 милиона, тоа апсолутно е безуспешна индустрија, бидејќи индустрија која што ќе гравитира на така мал пазар не може да биде голема индустрија. Ќе се ограничите на мануфактурно производство. Ако сакате да развивате индустрија, вие морате да сте извозно ориентирани. Ако сте извозно ориентирани, тогаш мора да бидете спремни да се борите со целиот свет. За да се борите со целиот свет, основна карактеристика е морате да бидете конкурентни. За да бидете конкурентни, морате да бидете продуктивни, а за да бидете продуктивни, треба да имате пристап на технологии, значи да имате современа технологија, а уште поважно, и она што сакам да го подвлечам и на кое што сакам да се задржам вечерва, е да имате ноу-хау. Бидејќи без ноу-хау, која и технологија да ја имате, кои и современи фабрики да ги имате, не можете да ги одржите, организирате, управувате и соодветно со нив да стопанисувате. Во таа смисла, оваквите иницијативи на трансфер на знаењето од врвните светски универзитети, каков што е Хајделберг, е од круцијално важење на Република Македонија, бидејќи на тој начин ќе се трансферира дел од знаењето, а поготово преку овој институт за бизнис и менеджмент во делот на предприемаштвото на младите луѓе во Република Македонија. Она што е моја оценка, после година и пол во владата, а после 20 години во реалното стопанство на Македонија, е дека во Република Македонија не недостасуваат млади едуцирани луѓе. Такви имаме. Недостасуваат млади и едуцирани луѓе со предприемачки дух. Значи, она што фали е предприемачкиот дух. Како рецидив од социјализмот во оваа држава, повеќето луѓе се одгледани во фамилии кои што живееле во социјализмот и сите тие сонуваат да бидат државни службеници. Тоа е погрешно. Со личен пример сум покажал дека во Македонија може. И јас мислам дека на овој начин, со трансферот на овакви знаења, треба да се поттикне духот на предприемаштво кај младите луѓе во Република Македонија. Тие треба да го препознаат моментот на приклучување кон ЕУ и НАТО, каде што ќе им бидат достапни одредени фондови да можат да купат технологија, меѓутоа, повторно ќе кажам, технологијата нема сама да работи ако тие немаат предприемачки дух, а предприемачки дух значи да се биде спремен и способен да се преземе дел од ризикот, но разумен ризик, пресметан ризик и ризик кој што ќе биде заснован на научна основа и да се има организацијски способности. Точно тука очекувам да овој институт или оддел на Институтот за бизнис и менеджмент од Хајделберг во Скопје даде значителен придонес да таквиот ноу-хау и таквото знаење го пренесе во Република Македонија. Јас можам да ви кажам и од личен пример. Не сакав да зборувам за мене, но веќе кога спомнавте за моето образование, јас завршив машински факултет во Скопје, но машински инженер стана во Ахен. И тоа го кажувам овака јасно, затоа што едно да завршите школо, а друго е да станете машински инженер. Заради тоа што таму ќе видите систем, ќе видите ред, ќе видите дисциплина и ќе видите систематичност во работењето. Тоа се клучните и важни работи во секој образовен процес и тоа се клучните и важни работи кои што се учат во училиште, односно на универзитет, а после тоа се применуваат цел живот во вашето стопанство. Веројатно немаше да го направам тој успех во индустријата во Република Македонија, за кој што не сакам денеска многу да зборувам, да не беше тоа моје искуство од Ахен, кое што лично многу ми помогна.
Се надевам дека уште многу млади луѓе во Република Македонија ќе имаат прилика да ги слушнат искуствата на професорите од Хајделберг. Ќе ги замолам тие несебично да ги споделат нивните знаења со нашите млади луѓе. Воедно им благодарам за нивниот ангажман во нашата мала држава и им посакувам успешна работа во Република Македонија, а нормално посакувам и многу успешни генерации кои што ќе бидат едуцирани тука и да ги видиме како идни менаџери во компаниите на Република Македонија и како млади предприемачи. Владата на Република Македонија ќе биде секогаш тука да им помогне на младите предприемачи да направат свој бизнис, да направат свој стартап, заради тоа што тоа е иднината, поготово иднината на четвртата индустријска револуција, која што е у принцип дигитализацијата, каде што и не се потребни многу средства за почеток, потребна е повеќе идеја, талент и предприемештво. Така да, практично, мислам дека ова е правиот начин како треба да се стигне до квалитетни фирми во Република Македонија или да се обезбеди квалитетен менаџерски кадар за странските инвеститори во Република Македонија. Ќе бидам многу среќен кога ќе видам дека странските инвестиции во Република Македонија имаат домашен менаџерски кадар, дека тие ќе препознаат дека во Република Македонија има доволно добар менаџерски кадар да ги води нивните компании. За шансите кои што ги дава НАТО, ќе кажам само еден пример. Ние денеска со голема мака издвоивме одреден буџет во Фондот за иновативност и технолошки развој во Република Македонија, но тоа се пари од даночните обврзници во Република Македонија од нашиот сиромашен буџет. И тука издвоивме 10 на 15 милиони евра. Бугарија, само за пример, во нејзиниот Фонд за иновативност и технолошки развој има 400 милиона евра средства кои што во главно доаѓаат од фондовите на Европската Унија. Тоа е неспоредливо само по себе како пристап до технологија и можност за развој на компаниите. Не би сакал повеќе да должам, ќе се обидам да бидам во рамките на времето кое што организаторот ми го дозволи. Уште еднаш сакам сите да ве поздравам, да ви се заблагодарам, да ви посакам успешна работа и сакам да ја пренесам пораката од владата дека секогаш ќе ги поддржува оваквите иницијативи и било какво предприемаштво на младите луѓе во Република Македонија. Ви благодарам.